Како и секоја година, така и ова година, значи го одбележуваме патрониот празник на нашето училиште, или поточно 36 години самостојно училиште кое ја врши својата воспитно-образовна работа. Што да кажам? Значи, училиште со кое како директор на вистина се гордеам и со вработените и со учениците. Зошто? Значи, нашите ученици од ова училиште достојно не представуваат во сите средни училишта и над во Куманово и надвор од Куманово. Секако, значи, тие ученици продолжуваат и на високо образование, така да можам да се пофалам дека за овие 3,5 децени или 36 години од ова училиште, значи, излегоа голем број на ученици завршија, стана доктори, професори, правници, економисти, што на вистина не исполнува мене како директор и како граѓанин на оваа населба. Видете, секоја година и ова година, значи, на свечената седница со една мала скромна пажња за колегите кои што оставија долг временски период во работа во воспитно-образовниот процес во училиште, значи 20, 30 и 40 години, со една, значи, скромен подарок за да ги мотивираме и останатите за да бидат поажурни и повеќе да работат со учениците. Училиште како училиште, значи, има потреба и тоа и те како многу, првин од недостиг на работен кадар. Значи, училиште нема човек кој се грижи за пуштање парно грење, ложач на парни котли, нема хаос мајстор, значи, тоа се тие два горки проблеми со кои училиште се соочува, а јас како директор, значи, 15 години не знам до каде сум, до кого и колку пати сум се обратил до Министерство за образование и наука, меѓутоа до ден денеска се уште тој горли проблем не е решен. Како и останатите училишта и нашето училиште, значи, има изготвена проектна документација за енергетска фасада, има изготвена проектна документација за реконструкција и реновирање на санитарните јазли, има изготвена проектна документација за реновирање на подови во самото училиште, потоа за фотоволтаици и така натаму. Меѓутоа, сите тие проекти се аплицирани, значи, до сектор за образование и капитални инвестиции, кои што продолжуваат со аплицирање до Министерство за образование и наука. Се надеваме дека и нашето училиште ќе биде во текот на оваа година да биде променето во ново руво, со фасада, со реконструкција на ова година, значи, од страна на општината беше изградено игралиште пред до спортската сала, која што на вистина беше преку потребно и за учениците, и за младинците кои што спортуваат од оваа населба и така натаму.